Топ тема, добро вечер. Иако многу нешта и натаму не се јасни, првите најави за отварање пред се на границите од земјите од соседството ги донесоа и првите понуди за резервации за летување. Повеќе за во странство ги има, а помалку за дома. Ова лето речиси извесно е дека нема да останеме заклучени дома, но крупни дилеми и натаму остануваат. Дома си е дома или во странство. Кој ќе биде изборот за туристичка дестинација со најавеното отварање на границите? Колку државната помош му помогна на домашниот туризам да ја преброди ковид кризата? И има ли Македонија стратегија за привлекување на странски туристи? И она најчестото прашање, зошто за дел од домашните туристи странските дестинации се финансиски поисплатливи? Што недостасува од таму за да се продадат и природните убавини и реткото културно и историско наследство што го има Македонија? Ова се прашањата за моите вечерашни гости. Љупчо Јаневски, директор на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот. Добро вечер и добре дојдовте. Благодарам. Даниела Михајловска од Стопанската комора на Македонија. Добро вечер и добре дојдовте. И на видеоврска ги имаме Филип Стефановски, туристички работник и главен менаџер на ДМЦ Балканс. И Крсте Блажевски, председател на ХОТАМ. Добро вечер и добре дојдовте и за вас. Јаневски, би почнал со вас. Буквално доаѓате од продолжетоците на снимањето на кампањата Безбедно како дома. Како дома. Лани беше Дома си е дома, сега Безбедно како дома. Значи ли тоа дека домашниве туристи се сигурни, па сега годинава одите чекор понатаму, повикувајќи ги странски? Скоро пред една година која гостував токму во Телма телевизија, најавив неколку работи дека македонскиот туристички сектор и воопшто македонскиот туризам треба да се отвара во неколку чекори. Првиот да ја зајакнеме понудата за дома, односно не беше возможно да се патува надвор или да ни допатуваат туристи под строги мерки. И затоа Дома си е дома беше кампања која што ги мотивираше домашните туристи да ги ја откријат Македонија на еден поразличен свој начин. Кога говориме сигурно како дома, во овој момент спрема анализите на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и периодот кој што помина со воспоставувањето на зелените коридори помеѓу регионалните земји и отвореноста и можноста за брзо патување помеѓу овие земји, фокусот и кампањата која што ќе биде за 2021-та претежно во првиот дел во зависност од какви ќе бидат условите, бидејќи пандемијата многу ги диктира и условите и оперативните планови на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ќе биде фокусирана на регионот и традиционални пазари, но таа е веќе одредена во тек, а исто така ми представува големо задоволство затоа што можеби 2020 и 2021 година дури и сигурен сум дека покажаа дека одредени други дестинации кои што можеби беа подзаборавени или не беа фокус порано, почнуваат да се отвараат со веќе конектирање на некои нови линии. Србија, Албанија, Косово, Бугарија, Полска и Турција. Зошто само овие земји таргет? Во 2019 година 49% од скупниот број на туристи били од регионот, кои што ја посетиле токму нашата дестинација и генериле повеќе од 51% од ноќевањата. Ако говориме дека тие земји и во 2021 година, според мерките во овој момент, состојбата говориме, можат да ги очекуваме и веќе се беа присутни за велигденските празници во поголем, говориме во одреден број србите, црногорците, очекувам дека исто тоа ќе се случи и со другите дестинации. Ќе се вратиме на ова мото Безбедно како дома, бидејќи тоа поттикнува многу прашања кои што верувам дека и хотелерите и представниците на комората и туристичките работници ќе ги покренат околу безбедноста на хотелите, невакцинираноста на вработените и така натаму. Ќе ги оставиме за подоцна, но само уште едно прашање поврзано со ова. Колку ова кампања Безбедно како дома е компатибилна со она одлука на владата да се одвојат, мислам, околу 50.000 PCR тестови. Чудно е при тоа што објаснувањето беше дека Македонија е во црвената зона и при враќањето од Македонија многу земји бараат
PCR тестови, па еве ние ќе ги дадеме бесплатно. Колку таа тоа практика- оди едно со друго? Таа практика е скоро година дена, бидејќи Европа не се отвори целосно за Македонија. Всушност, секој може да допатува во Македонија без PCR тест скоро, за разлика од тоа што кога ќе оди во својата матична земја треба да остане во изолација 7-14 дена или со PCR одреден тест, негативен секако. И тоа го спречува туристичкиот сектор воопшто да планира или да ни се ограничи до одреден број на патувања и очекувања од одредени дестинации. Јас се надевам дека дестинациите кои што ќе бидат отворени и соседните, истојот реципроцитет ќе го имаат и за нас, односно ќе бидат отворени за нивните туристи кога непречено ќе се вратат во својата земја да не мораат да бидат во карантин. Тогаш ќе говориме дека имаме слободен проток на туристите. Ако ние патуваме, еве, ја зимаме како пример Грција, од 17 мај со негативен PCR тест или вакцинирани секако, тие кои што се, и потоа се враќаат во својата матична земја, ако тоа го прават грците и ако остане моменталната состојба, тие кои ќе се вратат во сопствената земја или сега не можат да патуваат, или ќе бидат во 14 дени. Никој не би останал во 14 дена во својата земја. На таков начин се создава една друга економска бариера, каде што ние не сме во можност да оперираме, да кажеме да очекуваме од таа одредена дестинација, а ќе имаме одреден одлив на средства, а се трудиме веќе години по заеднички со сите чинители во туризмот да го спасиме туристичкиот сектор, секако и нашата економија. И Колку е минусот? Боби, Бидејќи ја споменавте емисијата од лани рековте би биле задоволни ако минусот почнува со точно со 3, стигнам минус 37, колку минус тоа во 36,8, 252 милиони долари во 2020 година, според Државниот завод за статистика и Министерството за економија, влијал туристичкиот сектор во македонската економија. 2019 година 398 милиони долари. Претежно говориме дека овие средства се од домашни туристи, бидејќи првиот квартал околу 68 милиони долари во 2020 кој што немаше пат. Бидејќи двата месеца беа, според мене и според туристичкиот сектор, многу добри. Од кога почна веќе пандемијата, веќе во третиот месец. Ќе се навратиме на ова безбедноста и на ова прашање. Даниела, ако лани преживуваше некако со сите тие кампањи, обиди, дома си е дома и неможноста реално да се патува, ќе заживее ли малку годинава домашниот туризам? Има различни толкувања. Во главном, туристичките работници сакаат да бидат оптимисти во цел овој период. Оптимистички се и најавите генерално на светско ниво и на европско. Меѓутоа, ние не можеме да зборуваме за многу оптимизам ако се уште сме во црвената зона. Вие прашавте зашто и како сме во црвената зона. Еве последните информации, например, од терен ни говорат дека наши домашни туроператори кои што работат со туристи од традиционални наши пазари се уште велат: вие сте се уште во црвената зона, доколку и влезете во жолта, е возможно од 1 јули да има туристи од традиционални пазари, збориме, но меѓу другото и под услов колку од секторот ќе ви биде вакциниран, на што исто така работиме многу во овој период да обезбедиме барем до пикот или во екот на летната туристичка сезона, а тоа е 7 месец, да имаме еден сериозен дел од бизнес секторот вакциниран. Но она што е факт е дека и 2020 и 2021 ќе бидат многу тешки за овој сектор. И тоа што е известно е дека можеби хотелиерите во туристичките центри, но дека кога збориме во туристички центри, Скопје е туристички центар, па едноставно беше 2020 под целосен крах, можеби ќе преживеат 2 месеца, можеби ќе имаат туристи 3 месеца, ќе има ваучери од државата, што е исто така за поздравување. Ќе има, дефинитивно ќе има. Во каква форма ќе бидат, тоа е едно. И ланските дадоа некој резултат. Но вие за да водите хотели, не можете да ја затворите годината со само 2 активни месеци. Вели директорот дека понудата лани даде резултати. Не знам дали статистиката ја следите, дека ланската година ние имавме дури помалку туристи домашни отколку 2019 година. Значи и во услови кога беше целосно затворена државата, ние и покрај тоа што имавме сериозна кампања која што даде резултати,
но не во оној квантум во кој што реално требаше да се случи. Меѓу другото, Добро, и стравот го направи своето, делот идоа во малкото отворени порти. Ќе ги разговараме сите аспекти, да ги вклучиме. Така и она што е многу значено, ја би сакала да потенцирам дека домашниот туризам не може да го надомести девизниот ефект од тоа што можат странските туристи. И она што бизнис секторот се залага, директорот најавува, но ние не го гледаме како ефект, е дека регионот ќе треба да биде таргет наш како држава, но засега најавите од туристичкиот сектор не се дека има понуда поверувачка дека ние ќе имаме туристи од регионот. Иако тоа е лоцирано како значајно. Да, вие ги сублимирате податоците од сите. Со нас се вечерва и Стефановски и Блажевски. Блажевски, што покажува статистиката на хотелиерите? Некако како да бевте разочарани по оној продолжен првомајско великденски викенд. Прогнозите беа дека се очекува Охрид да биде полн, но податоците покажаа дека хотелските капацитети беа некаде околу 20% само пополнети. Точно така, значи се очекуваше нешто повеќе, но испадна дека се наполнија сите станови во Охрид, повеќето приватен смештај, имаше нешто гости, да кажам, од соседните држави, но бројката на крајот беше дека се испод 20% исполнетост, нели заточно на сите хотели на Охридско-Струшката ривиера. Кои се проценките? Ако лани некако се преживуваше со сите протоколите ќе ги има и година, што очекувате за година? Како што спомна Даниела, значи хотелот не може да преживее со 2-3 месеци работа, треба да има исполнетост над 50% од капацитетот на хотелот за да може економски нели да преживее таа година. Точно е дека имавме повеќе гости минатата година, нели од домашни гости, но тоа беа тие 2-3 месеци. Ако земеме просек на целата година, значи тоа не е случајот. Не е случајот затоа што имавме нели намалување на странски гости и ги немавме семинарите кои исполнуваат голем број на ноќевања во текот на годината. Семинарите, исто така голем број на хотели имаат и свадби кои ги немаа минатата година и така да економски беа сите во минус од би рекол над 70%, евентуално некој градски хотел може да имаше нешто малце поголема исполнетост, каде што има поголеми приходи. Бројките оваа година се надеваме дека ќе бидат нешто подобри од минус, да кажам од тие минус 70% на крај на годината, со оглед на тоа дека се очекува да се пуштат свадбите. Спомнуваме дека ќе имаме нели отворени граници за Србија, Албанија, Косово. Се надеваме дека нешто гости од Турција ќе почнат поново да идат и да може да направиме некоја поголема бројка заедно со домашните гости. Значи не ги исклучуваме домашните, кои во најголем број во хотелите беа само со ваучери. Стефановски, дома си е дома или во странство? Што покажува интересот на граѓаните засега? Што очекувате? Јас како рецептивен туроператор секогаш сум за домашни дома си е дома, но во моментов ние како туристичка агенција имаме само барање за Албанија, Црна Гора, Грција, се помалку барање за домашни. Сепак бевме отворени како на држава и клиенти кои чекаат да излезат надвор од држава. Сепак имаме една тешка сезона и се надевам дека
ние како туристички сектор ќе направиме се што е во наша сила да привлечеме што повеќе гости во нашата држава. Треба да се сконцентрираме на соседните држави, да си ги зачуваме домашните гости, заедно со државата да со нивна поддршка да направиме да гостите доаѓаат во Македонија. Стефановски и Блажевски имам сигнал од режија дека имаме мал проблем со Zoom комуникацијата. Ќе ве вклучиме повторно за кратко. За тоа време ја продолжуваме дискусијата овдека. Господин Јански, кои се искуствата, ги спомна и господин Блажевски, ваучерите, 110.000 беа планирани, од по 6.000. Некаде последните бројки за искористеност, веројатно вие ги имате попрецизните, беа околу 60.000. Така, отприлика околу 55 до 60% беа искористени ваучерите. Би кажал дека ваучерите се само еден сегмент на поддршката. Како што каже и Даниела, најголемиот удар во 2020 година го има градските хотели. Затоа што Скопје како бизнис центар и со укинувањето на сите линии, бидејќи во светски рамки само 10% во 2020 од авионската флота леташе. Скопје со своите дестинации, организации на семинари, конференции и туристи, не само на кружни патувања, туку говориме бизнис, концепт, за мене го доживеа најголемиот удар во 2020 година, за разлика од туристичките места. Ако гледаме на глобално, на целата дестинација, дестинацијата ни слично ни паѓаше како останатите во регионот и во Европа, но кога ќе отидеме подлабоко внатре во истата, во самата дестинација, ќе видиме дека најголемиот удар го има двата наши туристички центри. Говориме прво Скопје, како Скопје, со градските хотели, а потоа Охрид, Скопје како дестинација за 12 месеци во текот на целата година, а додека Охрид 6 до 7 месеци. Да не забораваме дека ние 2,5 месеци не беше ни возможно да ни се полнат хотелите, имавме одредени карантини. Во 2019 година, според Државниот завод за статистика, 47% од категоризираните хотели во државата собите биле полни. Значи капацитетот од 47%. Значи ние сме го исполниле во 2019 како најдобра година, 50% исполнетост во текот на целата година. Говорам. И јас мислам дека господинот Крис, дури и таа бројка ако гледаме на годишно ниво е многу помала од таа што он ја каже. Говориме што треба да се направи. Да види, имате ли направено анализи заедно со Министерството за економија што се случи со овие ваучери? Тие беа по 6.000 денари. Беше некаде погрешен концептот или зашто останаа толку неискористени ваучери, бидејќи сепак 6.000 денари за летување во Охрид со оглед на цените, верувам ме слушаат и другите гости, ќе го дискутираме и тој дел се према. Говориме дека лично, ако ме прашувате мене, во тој момент тоа беше решение кое што даде ефект. Се сложивме во одреден елемент. Но оваа година сме малце помудри, попаметни и требаме многу повеќе да ги креираме работите. Односно да ги моделираме мерките, тие што дадоа резултати, тоа што е очекувањето како сегмент. Односно, ако веќе во 2020 година говоревме дека треба да ги заштитиме работните места, дека треба да го заштитиме туристичкиот сектор, 2021 година треба да покаже елементи на пресеци во квартали на нивно работење и помошта треба да биде насочена на таков начин. Односно, кој колку дал, толку и да добие. Велиме дека тоа можеби понекогаш и сурово, но на тие што вистински треба да им се помогне, ќе им биде помогнато и се помаѓа во 6 сета на мерки, а според мене мислам дека веќе треба да размислуваме на едно одредено друго поле, каде што требаме туристичкиот сектор веќе да го моделираме, да создаваме нови стратегии кои што ќе бидат многу поодржливи и прилагодени на моменталните случувања, бидејќи и целните групи се изменети, мали групи кои што одат повеќе во природа, кои што сакаат активни форми на туризам, кои што многу значено не во 2021-та, него повеќе се извинувам, уште 2-3 години ќе многу ќе им биде битно сигурноста на самата дестинација и почитување на сите мерки за заштита од ковид, бидејќи ковидот и покрај тоа што
тече вакцинацијата и е многу значајно туристичкиот сектор што побрзо да биде туристичко-угостителскиот сектор да биде уфатен со вакцинирањето. Михайловска, кои се вашите анализи на комората, зошто толкав број на ваучери остана неискористен? Сега најавите беа дека новите ќе бидат до 15.000 денари, меѓутоа се уште како конкретно ќе изгледа сето тоа, деталите ги нема. Ја не би навлегувала премногу во анализа на мерката. Јасно беше дека од 110.000, 65.000 ваучери се искористија. Она што беше наша забелешка што од самиот почеток, а се примени дури од август 2020 година, беше од самиот почеток да се вклучат и туристичките агенции во креирање на понудите со овие ваучери, и сметавме дека со вклучување на туристичките агенции ќе се даде една поголема вредност на овие ваучери, затоа што во организација на сместувањето паралелно ќе може да се обезбеди и посета на одредени локации, туристички атракции, да се креираат понуди паралелно со сместувањето, кои што ќе дадат сериозна додадена вредност на самата туристичка понуда. Меѓутоа, тоа беше реализирано во август, веќе беше доцна и не би се вклучиле премногу во тоа, па ќе кажем, како заврши овакво моделот со ваучерите. Оно што го кажав и на почетокот, и ние стоиме на тоа. Факт е дека државата донесе повеќе мерки, сет на мерки, и ако го слушаме наративот на владата е дека во континуитет, и тоа е факт, во секој еден пакет, во овие 6 пакети мерки од владата, има мерки за угостителството и туризмот. Но ако одредени категории беа сепак заборавени. Сериозна категорија беше заборавена. Ние на тоа стоиме. Ние, ако збориме за хотелите во градските средини, ако збориме, имаме ние многу мерки, преку 30 на мерки беа преку, не само преку нашата комора, преку платформата за јавно-приватен диалог, каде што сме 4 комори, заедно со Хотам и Најтам, како комори со кои работиме заедно и продуцираме идеи. Меѓутоа, изостана сериозна промоција на целиот процес. Вие прашувате ПСР тестовите 50.000. Тоа беше барање на бизнис секторот. Ние го бараме уште од лани летото. Зашто? Затоа што имаше држави и во изминатата година, има и сега, кои од каде што може да се донесат туристи и кои што може да бидат сериозен импакт во туризмот во државата и ќе дадат бенефит. Меѓутоа, за жал, еве го ПСР тестовите сега ги добиваме Дали ги имаме Блажевски и Стефановски режија? Јас би се вклучила, ги немаме се уште. Само уште ова. Извини. Јас претпоставам, збориме за ПСР тестовите и збориме за дестинацијата, каде е Македонија на туристичката карта како туристичка дестинација. Значи, нас не фали. Ние можеме да направиме каков сакаме слоган. Нас не нема во Србија, нас не нема во Црна Гора, нас не нема во Албанија, нас не нема во Босна со промоција. Ние се уште програмата за промоција за 2021 година ја немаме како бизнис сектор, не знаеме што промовираме. Директор? Јас се извинувам и не се служам комплетно со тоа дека нас не нема. Сите информации се транспарентни и програмата исто така транспарентна. Фактот што ние сме присутни 100% онлайн. Директоре, програма немаме оваа година. Со тоа што Ниедна, кажете ми која комора ја има или која бизнес асоциација ја има добиено програмата за 2021, што поддржува агенцијата за промоција, за да тргне бизнес секторот, момент само, за да тргне бизнес секторот паралелно со вас во продажба на туристичките дестинации во државата. Ние таков документ немаме. Ако нема Стопанската комора на Северна Македонија, може би и да имаат партнерите во платформата за јавно-приватен диалог, немаме информација. Ја нема Хотам, ја нема Најтам. Што е тоа, каде продаваме, што продаваме, каква ја продаваме Македонија? Значи, благодарам, воопшто не се служам со фактот дека нас не нема во регионот или дека промоцијата е заостанува. Кога говориме за програмата, сите бевте поканети некаде во септември и во октомври месец да ја креираме програмата за 2021-та, бидејќи сите бевме во програмата се креира во јули, вие тоа добро знаете, во август ја работите, не. Извинувам, јас не ме прекинувам, ќе ве замолам да се изслушаме. Програма не сработивме стратегиското заедно. планирање на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на 10 август е дадено до Министерството на финансии и до владата. Исто така, никој од туристичкиот сектор не праша зошто 10 пати е намален буџетот на Агенцијата за промоција и поддршка за 2021 година. Директор, имате 8 асоциации бизнис во државава и ниедна не ве праша соработката како ќе се промовира државата оваа година? Соработката со
со коморите е секогаш отворена, и асоциации, и издруженија, и секогаш дека тие имаат и во 2018, и 2019, и 2020, па и 2021 година можност, да не забораваме дека во управниот одбор на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот има две комори. Директоре, И тоа вие тоа сега многу добро само знаете. Само вака да ве одбор, прашам, да. еве бидејќи имате спротивставени ставови, се подготвува кампања безбедно како дома. Вие велите за доцната не сте информирани. Ако нешто работи агенцијата, за кого ние е таа немаме информација. наменета? Ако туристичките работници не се информирани за тоа. Ние Јас збориме за имаат информирање на забележки. туроператори кои што треба да ја продаваат Македонија како туристичка дестинација. Збориме дали се тие информирани, а Секако не дека се. се информирани. Кој? Затоа што сите се во комори. Ние сме тотално транспарентни и во сегментот секогаш, па и минатата година многу добро знаете дека секогаш сме поканувани на средби. Директоре, еден состанок немаме оваа година организирано заеднички. Зид од другата Имате страна. совет, вие се Јас повикувате на управен одбор. Управниот одбор не ви е тело кај што ги разговараме овие работи. Ние заедно Даниела. ги разговараме во советот, а вие еден состанок немате организирано на советот оваа година. А знаете како? Имаме ли Кога пети нешто- месеце? Кога нешто 1000 пати Ама, ќе го повторуваме, директоре. станува тотална вистина. Не, Агенцијата директор. за промоција и поддршка на туризмот е максимално транспарентна и секогаш ги креира политиките со состанок тие организиравме кои што заедно годинава, со тие- директоре? Сите повелете. Колку? Таа е отворена. Чекајте, ви имате Ви имате совет. делегирано членови во совет. И Така? кога организиравте совета, ние не сме дошле. До октомври месец го имавме координативното тело Лани, во кое октомври. што Сега сме имавме мај месец структурирано. 2021. Дополнително имате и останати работи. 300.000 туристи преку ТУИ, мислам дека руси се веќе дополнително- дефинирани и потврдени во Грција. Дали знаете тоа? 300.000 туристи. Уште од сега. Ние не можеме Се извинувам, 300 но да донесеме во Мислам државава. дека треба да се слушаме, па така и да дебатираме. Затоа Ајде. што ако викаме, тогаш и ако ги немаме аргументите спротивставени, тогаш нема да имаме дебат. Овој ние момент немаме може да диалог, кажеме директоре, со дека вас 5 месеци во овој најмалку момент, оваа година. во секогаш е вратите на Агенцијата за промоција и поддршка се Ама отворени. не, Но ако немој да- имате вие, видите, вие ако имате имате вие официјални тела. пресконференција во која што кажувате дека ние немаме протоколи и се закасните година дена, а истите протоколи европски од Министерството за здравство и од Комисијата за заразни болести се пременуваат од јуни месец, тогаш што говориме? Зар не работиме заедно на Safety Stamp? Од октомври месец Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Па заедно со Safety економија Stamp е работи. иницијатива на бизнис секторот во комуникација со Министерството за економија во и октомври благодарение месец на во поддршката на трилатералната швајцарската програма. Секако, затоа и Нормално. работиме. И И затоа што се имаме во целиот- Safety Stamp? целиот- Се уште немаме едукација за обука на вработените во коморите за да ги прават сейфти протоколите за да ги спроведат и на другата страна Министерство за надворешни работи, Министерство за здравство да имаат официјални податоци на своите веб страни на англиски јазик што ги нема. Видете, јас не можам да зборувам за другите министерства. Ама Можам да вие кажам што имавте работиме криза штаб ние. плани, нели? Го формиравме Немавме во ние. март лани. Имавме координативно тело, формиране точно на крајот од февруари. Така е. Во овие моменти се работи и самите знаете на кампањата моментално која што е Safe Like Home или Safety Stamp или сигурна Ама дестинација. ние не сме како бизнис сектор Дополнително, информирани Како не сте за кога заедно кампањата што имавме правите Zoom вие. конференции. Всушност имавме Zoom конференција, па заедно зборувавме со швајцарска амбасада, Министерство за економија Зборевме за и Safe комори. Travel VTTC. Да. И сега кога говориме, треба да ги имаме аргументите на сите страни. Говориме дека ние треба да бидеме на иста страна. Тоа што ние го добиваме како агенција за промоција и поддршка Директоре, на ние во туризмот мај месец е фактот имаме 20% дека добиваме зид од другата на страна. хотелиерите, И на затоа првиот велиме сериозен- следна работа. Не. Агенцијата за Значи, промоција вие и можете поддршка што на сакате туризмот да кажувате. може да ви Да се создаде слушаме. услови за работа, како што се нови линии, како што се заедничка кои комуникација. Јас се извинувам, но има една работа во туризмот. Ние треба да градиме мостови не само меѓу нас, туку помеѓу дестинациите. Директоре, Тоа што ве го молам, работиме Боби, ние, значи и тоа не е што монолог. Се извинувам. Вие имавте Јас се прв извинувам, а вие продолжен ме прекинувате викенд. мене. Не, вие имавте прв продолжен викенд после 2 месеца активни. Од февруар ова е прв продолжен викенд што беше на 1 мај со споен празник. Имате 20% исполнетост на капацитетите во најголемиот туристички центар во државата. Имате туристички сектор кој што не знае каква кампања вие како агенција за промоција не ја мешате, Не се не мешате сложувам. Министерството за економија, ве Комплетно, молам, ја и воопшто не го институциите мешам во државата Министерството што за работат. економија. Значи Даниела, Ние ќе немаме, ве замолам. ама ве Ајде молам. да се Дебатата не е викање Факт е повеќе, дека немаме бидејќи туристи. има една изрека која што Вие вели имате- вака. вие можете што сакате Која да што кажете, вели вака. туристи нема во Ако немате државава. што да кажете, тогаш повеќе викајте и Ајде прекинувајте да го останатиот да не ги каже своите факти. Не, Ако не, имаме не. зид од другата страна, се извинувам.
извинувам, ако Многу е немаме лесно ците од да вие другата да страна, правите розова тогаш е приказна, другата работа. директоре. Нема розови приказни. Нема туристи. Говориме дека сите Како треба да ќе се- работиме, како ќе сите се- треба да работиме на една Ајде, цел. може Македонија да биде 252 дестинација милиони сигурна за долари. 2021 година. Директоре, 252 милиони долари на кои што се повикувате за Добро. 2020 е податок кој што никаде не постои. Во Државен завод за Не е статистика и точно. Министерство Па за Државен економија. завод за статистика не го води Се тој извинувам, но тој сепак мислам параметар. дека треба Тој да е ги Народна истражите банка. некои дополнителни работи. Па ние и да благодарение ги на видите. вашите изјави цела истрага покренавме да ги најдеме тие бројки, ние ги Многу добро. најдовме. Ќе ги најдете, јас ќе ви кажам транспарентни се. Значи не сте барем на вистинското место. Да разјасниме како ќе се пласира оваа кампања, преку кои туроператори, на кој начин и конечно, бидејќи мислам дека се уште не ги имаме Стефановски и Блажевски, конечно не само за тие од надвор, што значи безбедност и за домашните туристи, дали се преземени сите мерки, бидејќи има огромен број негодување од туристичките работници, особено во хотелите, дека ги нема на приоритетните листи. Веќе сме денеска 10 мај. Било каква имунизација и секое планирање на сезона од јули натаму или од 15 јули натаму би било предоцна. Ако ние допред 2 години, допред 2 недели имавме бројки такви како што се, мене ми представува многу големо задоволство што денеска бројот на заразени од прилика 3% од тестираните. Веќе можеме да зборуваме малце послободно и повеќе да се движиме во самата дестинација. Се уште границите надвор се затворени, но она што можеме да кажеме и да направиме е дека веќе месец дена тече кампања во најчитаните регионални портали која што е 100% онлайн. Дајно Сега, дополнително сакам да кажам дека веќе се договорени заеднички настапи со општината Охрид, денеска во текот на овој месец, кон крајот на месецот веќе повторно имаме промоции во Ниш и во Охрид на целиот туристички сектор, кој што секако сака да биде таму. B2B средби се останато, се извинам да докажам. Ние работиме во текот на целата година. Дури немаме земјодан ни одбор и нема потреба за тоа да се фалиме. Дебатата секогаш сум ја водел со аргументи и секогаш ќе биде така, не со викање. И затоа мислам дека многу брзо време и туристичкиот сектор ќе биде вакциниран и ќе дојде мојот ред за вакцинирање. Което е брзо време, бидејќи еве сега ако погледнеме веќе се вртат и по социјалните мрежи и по туристичките агенции понуди од странски земји кои што нудат дека нивниот персонал е целосно вакциниран. Дел од земјите нудат како што е например Црна Гора и Турција лекување во случај да се разболи. Како оди таа комуникација? Еве сега веќе конечно воспоставивме повторно врска со Стефановски и Блажевски. Стефановски, не знам на вистина колку бевте во можност и Блажевски да слушнете дел од сето оваа дебата. Сега сме во моментов на оној дел од кампањата безбедно како дома. Еве Стефановски, колку како туроператори сте запознаени со тоа, колку мерките што во меѓувреме се преземаат ќе помогнат да дојдат странски туристи, барем од оние дестинации кои што се традиционални за Македонија. Што напомена да ние дефинитивно мора да влеземе од црвена жута зона. Дефинитивно вакцинацијата мора да го допринесе тоа, да бидеме сигурна дестинација, бидејќи нашите партнери од странство исклучиво бараат safe zone countries, односно држави. Јас како туроператор кој работи со азијски држави и исклучиво бараат безбедни зони за да дојдат повторно во Македонија. Вакцинација мора да започне за туристичките работници веднаш, односно како вчера. Албанија целосно ги вакцинира своите туристички работници и веќе се третира како безбедна зона. Јас како туристички работник отидов за Србија да се вакцинирам само да им докажам на сопствените колеги, партнери дека ние се трудиме како држава да обезбедиме безбедносен туризам во Македонија. Нашата држава мора да застане зад туристичките работници. Како наоштетен туристички сектор и индустријски сектор, ние мора да најдеме заеднички јазик со Министерството за здравство и надлежните институции подитно да се вакцинираат туристичките работници. Блажевски,
Кои се барањата кога, ви се обраќаат и странски туроператори и домашни туроператори, или колку во овој момент како хотелиери пред се од Охридското крајбрежје, кое што ќе биде и најатрактивно, како за домашните, така и за странските, евентуалните странски туристи, колку можете ова мото на кампањата безбедно како дома да го потврдите практично во секој хотел? Во моментов не може, пошто ги гледаме бројките на вакцинирани од секторот туризам. До сега можно е да има околу 10%, но не повеќе од тоа. Барањето беше поставено, имавме состаноци со агенцијата уште пред, би рекол, околу 2,5 месеца некаде, но на истото тоа барање имавме негативен одговор за вакцинација на целиот персонал. Се работеше некаде за 5-6 хиljadi вакцини од прилика за тој период. Во моментов е направен списокот и се надеваме дека ќе се отпочне за следниве 10 дена со вакцинација на персоналот на, ќе кажам сега за Охридско-Струшкиот регион. Се надевам дека и во останатите места исто така се направени списоци, не знам за тоа сигурно. Како ќе почне со вакцинацијата, значи прва вакцина, втора вакцина, тоа ќе бидеме ние некаде средина на јуни. Средина на јуни веќе е малце касно за да се баран или еден маркетинг да се направи стратешки на земјите околу нас и за странските гости, дека патуваат во една безбедна дестинација, но ќе пробаме во се што е најдобро, значи во најголемо очекување сме дали ќе полета Туи и Корендон со нивните авиони, тоа ќе биде голем знак и позитивно ќе се одрази, значи за сите странски гости кои понатаму би доаѓале, ако ги добиеме овие два лета или овие два чартери кои лета последниве 10 години. Стефановски, деновиве имавте една порака, еден напис дека почнуваат да се враќаат дел од туристите во Скопје со фотографии од една мала група туристи од, мислам дека беше Украина. Како ги убедивте да дојдат и што е тоа што како туристички работници го очекувате и го барате како приоритет и од агенцијата и од владата, впрочем агенцијата и државна институција, Министерство за економија, сите чинители кои што интерсекторски мора да работат за да ви излезат во пресрет? Украина исто како Македонија е ограничена со патување во странски држави и тоа е еден од бенефитите што Македонија може да ги искористи спрема оваа држава. Украинците може да патуваат во ограничени држави и Македонија е поставена како дестинација за прв пат во нивните туристички операции. За прв пат имаме и веќе лет кој лета од Киев за Скопје и постои можност да ги донесеме гостите повторно. Тоа е една светлина на тунелот, странски гости да доаѓаат до Македонија. Јас како рецептивен туроператор во моментов немам никакви најави, иако изминатите години носевме илјадници гости и морам да бидам сосема спротивен на директорот песимист за сезоната јуни, јули, август. Се надевам на традиционалните гости после празника турците околу 15-20 јули да дојдат, но и од нивна страна нема никаква најава да доаѓање во наредните месеци. Како што потпомне Блажевски, светло ќе биде ако гостите од Холандија, односно Туи, слета во Македонија. Што поскоро постанеме како безбедна зона на safe country, државите ќе се одлучат да дојдат во Република Македонија, односно гостите. Директор, разговарате ли со останатите надлежни во владата за сите овие проблеми кои што се посочуваат? Пред се би кажал следното. Денес имаме најави во разговор со Туи
дека некаде од почеток на месец јули е ставена Македонија на листата на летање со еден чартер неделно, и тоа пред се нема да биде кумулативноста на гостите туку пораката кон останатиот свет. Ако ние говориме во овој момент дека вакцинацијата е многу важна, секако, но занемаруваме уште еден момент. Тоа е придржувањето на протоколите и нивно применување. Ние, Даниела знае дека се работи заеднички и коморите ќе воведуваат сигурно патување и маркичка која што ќе треба со сите протоколи да се докажува дека ние ги имаме истите протоколи како што е VTTC, односно можност дека човекот со таква маркичка која ќе ја види во Македонија, дали е на ресторан, дали е на хотел, и ги има истите протоколи како во Белград, како во Загреб, како во Барселона. Ако тоа успееме, сме успеале многу. Ама тука треба да работиме сите. Сега, тоа е пораката една, која што е малку предоцна, пак ќе кажам 10 и можеби, видите, Ама е ние тоа предоцна, говориме од но 2020, директоре. говориме следна работа. Па Ако ние Хрватска на тоа се спаси се и извинувам, спаси Даниела, туристичката сезона значи 2020. ние на трилатералниот состанок во октомври месец помеѓу Црна Гора, Македонија и Србија, националните туристички организации, двете и Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, тие беа во почетна фаза на аплицирање на истиот. Министерството за економија е известено од наша страна и заеднички е почнато на работа. Тука се има вклучено и туристичкиот сектор понатаму и швајцарската амбасада, без која ние одредени елементи не бевме во можност и уште не сме во можност да ги направиме. Пред се кога говориме на платформата која што ќе биде на turizammacedonia.gov.mk каде што ќе се аплицира, во моментот е спонзорирана од швајцарската амбасада, како и самата изработка на спотот, поради ограничените средства. Но говориме следно, дека јас мојот оптимизам секогаш го влечам од состојбите, но и од статистиките. Регионот никогаш, како досега, не си бил потребен на друг. Всушност, тој за мене представува една туристичка дестинација. Да, но при отворена Албанија, при отворена Албанија и 2020 година, отворена Црна Гора, можат многу работи да се сменат, особено се извинувам само да се докажам. Да. Многу е важно. Ама директор, многу е 15 важно минути само се докажувате. Дополнително не само вакцинацијата, туку и конекциите. Ако имаме лето 21 мај, Москва Скопје, што направи туристичкиот сектор со туроператорите од таму? Ајде да работиме. Тоа е огромен пазар, како што кажав. Сега вака, сега говориме следна работа. Ми доаѓа дека едни со други само се обвинуваат. Не, ја воопшто некога не обвинувам. Него повикувам да работиме заеднички. И ќе работиме и за тоа сум сигурен. Секако дека ќе се постават не само кампањи, и се поставени и се работи, бидејќи ние џабе не седиме години и пол. Како ни туристичкиот сектор, сите работиме со една цел. Не само да го спасиме, туку да извлечеме и поуки и да профитираме и да искочиме многу поспремни од оваа криза, кога е туризмот во прашање во нашата земја и во Има неколку мерки регионот. што не се спроведува во овој цел период. Од 2020 навака и тоа уште трае. Прво, вие велите имате програма, ние ви велиме не знаеме која ви е програмата. Со туроператорите incoming, ја не зборам за најтам дали сте седнале, со incoming туроператорите. Со советодавното тело не сме седнале. Ние 2020 преку проектот на USAID, 4 комори најголеми во државата, направивме 2 студии за ефектите на кризата врз туризмот. Она што беше констатирано и во мај 2020 и во ноември 2020 беше дека фокусот на туризмот ќе биде домашниот туризам и туристите во радиус од 600 километри околу државата. Патувањето не е со авиони. Во радиус од 600 километри во најголем дел се извинувам. Се извинувам. И се извинувам, веќе тие двете студии ги имаме прочитано и тие се применети. Коли, се патува со автобуси и не се. Во 2019 година само 9% од вкупниот број на наши туроператори ја работеле дестинацијата incoming. Сите други работеле outgoing. И говориме дека само 3% на домашни пазар во 2019 година. Ама сега видите, вие барате да бидете културен, па не сте културни. Ве молам, ама за споредиме сите тие работи со останатите работи. Тоа е извинувам, ова не е. Фактите го кажуваат своето. Ма кои факти? Ние бараме од 2020 да се воведе Safe Travel дестинација. Вие велите сте ја донеле вие. Не сте ја донеле, но нема да се докажуваме. Не сум ја донел јас. Safe Travel работиме е цел сите на незе. во кој што освен коморите што ќе помогнат на државата
во услови кога нема капацитет државата сама да ги имплементира видливоста на стандардите во објектите, ќе го направат коморите, пошто се вклучат Јас сите се комори. извинувам, Даниела, заеднички работиме тоа да не добие јавноста на грешка Македонија како туристичка дестинација, ама ве молам, јас Агенцијата сега и не може со вас Министерството да за разговарам. економија не се способни. Сме, но тоа треба да го работиме заедно и го работиме заедно. Никој не ги спомна Министерството за економија, разговараме за Рековте владени институцијата институции. што работи Така. промоција. Ние ве Ние не убедуваме. водуваме Тоа го стандарди, вели и ние Хотам, не тоа го категоризираме, вели и ние ДМЦ промовираме Балкан. и поддржуваме. Значи тоа е Леле, целата. директоре, па со вас не се разговара, ма Одиме ве со молам. кратка пауза за Никако. реклами и се враќаме повторно во студиото и со ставовите на нашите гости кои што ги имаме на видеоврска, пред се околу оваа стратегија, како треба да се настапи, дали е задоцнато и што е она што може приоритетно да се направи во периодот кој што е пред нас. Добре дојдовте назад, одиме сега на видеоврска со гостите од Охрид. Господине Блажевски, се доцнили со подготовките и што е она што вие како хотелиери го очекувате директно од владата, бидејќи многу со отварањето на границите Албанија ќе биде слободна, како и лани, Грција ќе се отвори, Црнагора веќе најави дека ќе биде отворена. Се чини дека можно е голем да има и поголем одлив од тоа што го имаше лани. Особено за вас како хотелиер би сакала едно прашање. Пред почетокот на емисијата прелистав хотели во Охрид за предстој од 15 до 22 мај. Значи, најефтината цена беше 52 евра за ноќевање со појадок. Најскапата беше 128 и имаше еден хотел со дури 145 евра. Дали се тоа конкурентни цени? Секако дека не се, но не се баш тие цените, не знам како имате прелистано, нели? На Booking, како што може секој. Во моментот цени за агенции или цени за ево само за споредба минатата година за ваучерите беше 25 до 30 евра по особа за полупансион, што такви цени немало никогаш. Тие беа цени кои беа давани на туроператори, нели? Истите цени беа прифатени и дадени на домашниве гости. Оваа година можно е да уште не се искоригирани цените на Booking. На Booking секогаш не стојат најефтините цени. Значи, затоа што има големи проценти кои се даваат на Booking. Сега не знам, пак ти спомнам, не знам кои се тие хотели, значи баш ме интересира и ќе погледнам која би била најефтината цена, но реално цената за оваа година на полупансион ќе се движи од 30 до 40 евра, зборуваме за повеќе дневен престој, значи не само една вечер, него најмалце 3 вечери. Тие цени се конкурентни, значи во споредба со Црна Гора, во споредба со Албанија, кога зборуваме и споредуваме, треба да споредиме дека престојот е во 4 звезди или 5 звезди хотел, како што има најмногу на Палава овдека, и истите хотели да ги споредиме нели од таа страна. Но често пати знаеме ние да кажеме во Грција има, да, има приватен смештај или зграда со неколку апартмани со услови од 2 звезди. Значи, треба да споредиме тоа што го добиваме и мислам дека према тоа и така и со долгогодишно искуство и работа на истото, добивме нели странски гости и во минатите години може да се потврди дека во 19, 18, 17 година кршевме рекорди со странски гости, баш заради тоа дека имавме атрактивни цени за нив и поготово за нели Холандија и Турција како најмногу бројни гости кои направија најмногу ноќевања во тие години. Што ги прави охридските хотели поатрактивни и попристапни за странските, особено за туристите од Холандија, за кои што има најави дека може да се вратат и овдека, наспроти за голем дел од македонските туристи? Странските
странските гости покрај тоа што престојуваат во хотелот и имаат нели оброци или дали ќе бидат со ноќевање со доручек или ноќевање или полупансион или all inclusive што имавме и такви хотели ова минатите 2 години. Значи прават тури, шетаат низ државата, тие тури често пати доста агенции се нели опатени со тие тури. Може да се каже дека цела Македонија шетаат. Има тури, еднодневни тури до Скопје, до Кавадарци, Винари и се останато нели што е атрактивно. За разлика од домашните гости кои тие доаѓаат имаат само престој, тој да кажеме ако е полупансион е чисто полупансион, тие тури не се многу од интерес нели каде би платиле некоја агенција нели да ги шета некаде. Тоа го прават самите. И мислам дека оваа година, како што спомнавте дека ќе бидат отворени границите, доста се желни да патуваат, пошто веќе 1 година не излегле надвор и дека ќе бидат во очекување да добијат некаква шанса да излезат од Македонија и да одат во било која дестинација, дали ќе биде тоа поблиска или подалечна дестинација, но секако спомнавте нели приоритет кој би бил за да се осеќаме како една безбедна дестинација и како би опфатиле тие гости на кои му е интересна нели нашава држава и нашава дестинација. Значи ќе мора да има вакцинација на секторот најхитно што може, како што спомна преска, нели тоа треба се да се оствари до крај на мај, до средина на јуни веќе да бидат опфатени и вакцинирани. Да се применат мерките кои ги имаме досега, значи и сега има мерки на однесување на секторот, да кажам, на ресторанските услуги и така натаму, треба да се најде некој начин како да се убави таа шведска маса или бафе стил на служење. Тоа го направи Турција минатата година покрај сите пандемии, значи треба и кај нас тоа да се одобри. И бројот на активните случаи да биде испод 3000, така да би биле излезени од таа црвена зона и со тоа би добиле еден тип на сигурна дестинација каде би можеле да доаѓаат повеќе од странските гости. Се надеваме многу на холандските гости, затоа што, како што спомнав, тие ќе не бидат и најголем маркетинг во случајот, ако почнат да летаат со Македонија. Блажевски, какви беа искуствата лани со ваучерите? Сега се уште најавени се дека ќе бидат малку со поголема сума. Беше најавено прво 12, сега до 15.000 денари. Што очекувате во тој сегмент? Очекувам дека оваа година ќе бидат искористени повеќе, значи минатата година малку се искористија, 50 до 55% нели на крајот беше. Мислам дека оваа година ќе биде искористена на повисоко ниво, тоест негде околу 80 до 90%. Луѓето веќе знаат дека можат да останат повеќе денови, ќе бараат смештај. Мислам дека оваа година и приватниот смештај може ќе опфаќа тие ваучери и ќе бидат баш заради тоа ќе бидат на повисок процент искористени. Еве, за 15.000 денари, колку време некој може да помине на одмор во вашиот хотел? Спомнав преска дека полупансионот ќе се движи, зависи од деновите нели кои, пошто имаше со доплати, ќе се движи на полупансион некаде до 30 евра, нема да биде поскапо од 30 евра полупансионот. Се зборуваме дали тоа ќе биде во јуни или ќе биде во јули или за 2 август. Ќе има голема разлика. Но цената нема да е поскапа од 30 евра со нормално нели со однапред букирање за тие периоди. Стефановски, вие сте и специјалист за она што се нарекува дојдовен туризам. Значи, носење туристи од надвор. Каде греши тука Македонија во нејзината стратегија, ако ја има? Да бидам искрен, Македонија има стратегија за рецептивен туризам. Веќе долги години Македонија одобрува субвенционирање на странски гости. Претходната влада на ПМР и сега ова влада на СДСМ ќе продолжи ова мерка за субвенционирање на странски гости. И ние веќе
5 години рушевме рекорди на доведување на странски гости во Македонија. Ние како туристичка компанија редовно ја промовиравме Македонија на азискиот пазар. Минатиот пат дори заедно со Агенцијата за промоција и поддршка промовиравме Македонија во ITV Сингапур, кој беше добро светло за азискиот пазар да биде присутен во Македонија. Значи, раст на гости имавме, тоа беше добар чекор за напредок на туризмот во Македонија, но треба уште многу повеќе. Можеби треба да ги донесеме странските медиуми. Од 2015 и 2016 имаше една голема промоција на околу 200 медиуми странски беа доведени во Македонија. Тоа беше добра промоција. Euronews, CNN, Al Jazeera и други медиуми. Стефановски, тоа е можеби посебна тема околу понудата на македонскиот бисер на Охрид, но еве како специјалист за дојдовен туризам, колку сметате дека вашиот Охрид има расчистено со тоа што сака на туристички план? Дали ќе се нуди за масовен туризам или ќе се нуди како една специфична културна дестинација која го има бисерното езеро, но има и многу повеќе од тоа. Се чини дека Охрид е збунет во таа стратегија. Ние не можеме да имаме масовен туризам, бидејќи немаме ни доволно број на легла во град Охрид. Значи, ние мора да се сконцентрираме на културни туризам, на доведување на странски гости во Охрид и во Република Македонија. Значи, Охрид и Република Македонија треба да бидат заеднички концепт на поврзување. Ние како град направивме многу во последните години и мислам дека Охрид е добро познат секаде во околните држави, а веќе и државите Полска, Израел, Холандија, Турција и останати веќе се активни во Македонија имаше напредок. Треба уште повеќе да работиме заедно со Агенцијата за поддршка и развој на странските пазари, за што подобра промоција. Треба да сме активни на што подалечни дестинации, не само да бидеме активни промоција околу државите кои веќе се традиционални гости во Македонија. Мора да посветиме внимание на европските држави, мора да посветиме внимание на азиските, бидејќи тие се веќе активни на Балканот доста. Михаловска, кои се вашите препораки во однос на она што треба приоритетно да следува во следниот период, иако нели голем дел од земите веќе се отвараат, почнуваат и оние рани резервации од ова што досега го дискутиравме и со гостите на видеоврска и со вас овдека, некако се чини дека сите планови ќе водат до некакво одлагање на почетоците некаде на почетокот на јули. Дефинитивно, да, тоа е и нашата забелешка, затоа што и сега се пролонгира периодот. Ние сега немаме видливост за дека ќе имаме туристи. Сите најави се дека ќе имаме, ама се некој нешто чека. Чекаат туристите од традиционалните пазари, чекаат туристите од регионот, чекаат домашните туристи. Сите чекаат и она ќе ни се случи 2 месеца туризам. Како што кажавме на почетокот, 2 месеца туризам не ја оправдуваат целата година од аспект на заокружување на годината, од аспект на хотелиерите. Она што е факт сега со отварањето, ние можеби во јавноста е грубо ако се каже ќе се отворат границите, па сега ќе излезат граѓаните надвор од нашата држава. Па добро, и тука има многу проблеми, на пример, бидејќи некои земји се уште ќе бараат ПСР тестови, ако пресметате колку но како и да излезат граѓаните, тестови треба за дека и кај нас ќе дојдат некои други странци и нашите ќе излезат во основата, во дефиницијата на туризмот е откривање на нови места, нова историја, нова култура, нова традиција и природно е нашите граѓани да излезат надвор. Она што го каже и Крстиот Хотам, странците доаѓаат и не седат само во хотел, тие шетат, имаат многу сериозна додадена вредност на туристичкиот аранжман.
на вакцинацијата што ја кажа Крсте, за која што и ние, еве Крсте вели Охрид, ние во Скопје имаме секојдневно масовно барање на хотелиерите, бидејќи ни се случува организација на разни видови на настани. Еве сега почнува најава Скопје, меѓутоа организаторите од другите земји велат дали персоналот ви е вакциниран, бидејќи доаѓаат вакцинирани гостите. Вакцинацијата е дефинитивно приоритет многу високо. ПСР тестовите, што ги споменавме на почетокот, ние ако сакаме да донесеме туристи, едно се туристите од традиционалните пазари, но ние може да донесеме туристи од други пазари. И Македонија нема само туристи од 5 земји, има туристи од 65 земји. Има капацитет и има можност да донесеме туристи од други земји. ПСР тестовите мора. Видливоста на Safe Travel дестинација мора да биде заокружена многу брзо. Ние веќе спомнуваме, едно е што ние на нашите угостителски објекти ќе им обезбедиме печат дека се сейф дестинација, но видливоста, повторно ќе кажеме, од аспект на услови на полициски час, што го третира Министерството за внатрешни работи како информација према странските туристи, од сајтот на Министерство за надворешни, од сајтот на Министерство за здравство, мора да бидат апдейтувани континуирано со информации на англиски за туристите и туроператорите да се сигурни во она што им го ветуваат нашите домашни партнери или туроператори. Заеднички регионален настап и продажба на Македонија заедно во пакет со регионот. Ние сега, може би оваа криза во моментов не ограничува во дефинирање на туристите регионално и со одреден капацитет на гости од подалечни пазари. Но ние како Македонија треба да сме свесни и во периодот пред ковид кризата и сега тој проблем остана. Ние имаме визен режим за многу земји од подалечните пазари, регионот ги нема. Македонија е заобиколена на таа карта за регионален пристап кога туристите доаѓаат и го посетуваат регионот. Ја посетуваат Србија, посетуваат Босна, Црна Гора, Косово, Албанија. Македонија изостанува од тие тури во еден сериозен сегмент. Ние мора да имаме регионален настап, регионално представување на саемите надвор од пазарите на регионот и вие велите Охрид, например, како понуда. Она што многу сериозно не недостасува е инфраструктура. Државата мора да искреира инфраструктурата, дали е тоа патна, дали е туристичка, дали е туристичкиот сектор, приватниот сектор ќе си го најде патот да изгради дестинација, да изгради понуда, да изгради хотел, да изгради, не знам, да отвори туристичка агенција. Околу нас имаме сериозни туристички дестинации кои што се брендови веќе, дали е тоа во Србија, дали е во Бугарија, дали е во Албанија, меѓутоа клучното за сите нив е што веќе има изработено државна инфраструктура на која потоа се надградува туристичкиот сектор со свој понуди. Тоа е веќе, јас се обидов сегментот само за летниот туризам, тоа е веќе една навистина болна тема за која што заслужува многу дебати, бидејќи тука ќе ги отвориме и Шапка, и Маврово, и Пониква, и сите убавини кои што ги имаме, а се оставени само на убавото. И се изминам само уште една работа. Она што мора да продолжи, иако ние како бизнес сектор во еден период баравме да се смени моделот на субвенционирање, сега е многу нужно да продолжи субвенционирањето на странските туристи, затоа што ако една Шпанија, ако една Франција, ако една Италија, ако една Грција воведува систем на субвенционирање за да го поддржи туризмот, ние како земја со исклучително мал број на туристи, апсолутно мора да продолжиме со моделот на субвенционирање и да го прилагодиме на она што во моментов го бара пазарот. И за жал, ние немаме стратегија веќе за туризам, која истечена е ланската година. Оваа година има продолжено функционирање на акцијскиот план, но ние сме веќе без стратегија за туризам и ќе видиме како ќе продолжиме во следните период. Директор, што може да им го понудите и на туроператорите и на хотелиерите, како условно да кажам, една спона меѓу нив и сето она што државата треба да го... Пред се ме охрабрува тоа што Даниела го кажува и нивните стратешки цели, бидејќи тоа се всушност и стратешките цели на Агенцијата за туризам, па и на целиот туристички сектор. Тука мораме да се сложиме и се сложуваме, дебатата секогаш треба да биде активна. Ја би кажал следно. Ние 2019 година веќе започнавме во Сингапур да работиме со Црна Гора и со Србија и заеднички да се поставиме како дестинација за тој пазар, бидејќи за азискиот пазар Македонија како земја е многу мала. Да, тука обично се оди со на заедничко. Се оди со кружни тури. Мислам дека веќе визите беше најавено од страна на владата дека ќе бидат за кинеските туристи ставени во систем на
на туристички, мора да се работи на полето, секако да немаме бариери во патувањето. Тоа што во овој момент да кажам е рестартирање на линијата Лот Варшава-Скопје, новата линија Варшава-Охрид, дополнително кружни тури од Регови Срембол, полски туроператори, туи најавува дека ќе лета некаде во средината на јули, како што кажа и Крис, дополнително се надеваме дека новите линии Букурещ-Скопје и Москва-Скопје ќе освежат храброста на туроператорите, но и сосема за крај би кажал дека во вакви тешки времиња кога дуваат јаки ветришта, некои градат зидови, а некои ветерници. Јас секогаш одлучувам да бидам со ветерниците, бидејќи на другиот начин ќе останеме сами да гледаме во зидовите. Сосема на кратко, Блажевски и Стефановски со по по 30 секунди за двајцата. Јас се извинувам заради тие технички пречки, не бевте цело време со нас. Која е вашата порака? Зошто лето во Охрид, а не некоја друга дестинација? Блажевски е со вас. Ќе може да се ужива најмногу затоа што прво како што имавме недиланската година, можам да спомнам гости од цела Македонија кои не беа дојдени во Охрид и во Струга подолг период, можда 20 на години, и беа изненадени и очекуваме дека тие исти гости ќе си дојдат поново тука за да си го уживаат своето, нели дома си е дома. Ваучерите ги натераат да дојдат и да видат цела Македонија, не само Охрид и Струга, не отидува и на други дестинации. Очекуваме дека бројот на домашните гости ќе си остане истиот, а може и да се зголеми, нели, како што спомнавме со ваучерите. Странските гости треба да имаме на безбедна дестинација, тие сигурно тој број во дописи со некој од нив во моментот прашуваат како сме, дали сме средени, затоа што тие доаѓаат и по неколку пати годишно овдека и тие ни се најголемиот маркетинг, тоест во тие држави. Дали имаме гости од Норвешка кои ни се редовни гости, секоја година во месец јули доаѓаат по 3-40 фамилии, остануваат по 15 дена тука. Баш вчера зборувавме со нив и се надеваме дека оваа година ќе дојдат поново. Гости од Холандија кои прашуваат на неколку дена, нели се јавуваат и пишуваат до кај сте, како сте, се надеваме дека ќе се подобри ситуацијата и сакаме да дојдеме оваа сезона. Значи уште немаат букирано и тоа букирање слава оди на секаде, значи не е само за нашата држава, него општо за сите дестинации. Но мислам дека месец јуни ќе биде исклучок каде што ќе може да се добијат повеќе букинзи и не за џабе кажа операториве дека ќе почнат да летаат од јули месец, значи се очекува дека месец јуни ќе биде само смирување на целата ситуација. Стефановски, Да, ви благодарам. Стефановски, пред самиот крај сме во 30 секунди 3 аргументи зошто Охрид, а не некоја друга дестинација. Охрид е прекрасен, ги поканувам сите да дојдат повторно и да уживаат во магините. Хотелерите, туристичките агенти се премногу желни да бидат повторно во Охрид и сигурен сум дека ќе бидат задоволни. Цените ќе ги прилагодиме според нашиот македонски буџет и сигурен сум дека имаме прекрасно лето. И дека напред ќе се вратат и странските гости. Ви благодарам на сите што вечера бевте дел од Топ Тема. Вам, почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете и натаму на Телпо.